кога зборуваме за нашите навики и за нешто што го нарековме појако е од мене, и сите ние се соочуваме, сите ние имаме такви нешта во нашиот живот, навики, автоматизирани действија кои што ни се реален проблем и за кои што многу често сметаме или сме искусили дека се посилни од нас, посилни се од мене. И денес ќе зборувам за нешто кое што е фундаментално за животот на христијанинот, за секој оној кој што е следбеник на Христос. Ќе ви кажам уште нешто. Суштински и за вас кои што можеби ги гледате овие видеа од љубопитност. Пролете, секоја пролет имам пракса да ги прегледам шкафовите, да прегледам канцеларија, да прегледам сите ние, не знам, простори дома и да видам во каква состојба се. И морам да кажам дека се во страшна состојба повторно оваа година. Шкафовите ми се преполни со облека која што реално не знам кога сум ја купил, не знам со каква цел сум ја купил. И едноставно не знам во моментот што да ја правам. Значи не знам што да ја правам и нели секогаш ние ќе кажеме во Црвен крст однесе и ќе однесам во Црвен крст, не е тоа поентата. Поентата ми е нешто друго. Повторно оваа пролет се соочувам со една моја тенденција, претпоставам дека ти се соочуваш со една твоја тенденција да акумулираме нешта и самата акумулација на нешта, на добра, да си ја подразбереме како се собрале работи. Она што не е вистина е дека се собрале работи, она што секоја година го увидувам и сакам да се потсетам себе си, сакам да се потсетам на една болна вистина, тоа е дека јас сум ги собрал тие нешта и дека собирањето на тие нешта е всушност одраз на тоа каде е моето срце. Оваа година повторно се изненадив мајци. Мајци кои што ги имам сигурно, не знам, 10, 12 и кои што очигледно не можам да ги носам, затоа што немам 12 тела или затоа што едноставно немам што да правам со 12 мајци. Мајците, односно овие наши шкафови, овие наши, не знам, тераси. Отидов на тераса, гледам сум ставил едно нешто и уште едно нешто и уште едно нешто и не може да се помине на терасата. Добро е што немам подрум во моментов, добро е што немам гаража, ама знам за подруми и за гаражи, значи тоа се сите овие нешта, овие наши шкафови, овие наши простори преполни со нешта, се всушност, како да кажам, споменици на нашата алчност, на живот кој што ние го живееме без да го промислиме реално. Го живееме од денеска за утре, го живееме во еден, дури би го нарекол, со еден став кој што вели ова многу ми треба, само уште да си го земам, ова ми е многу битно и од такви многу битни работи. Знаете што ќе ви кажам? Дури не само мајци. Имам книги што сум ги купил што немаат врска со животот, значи сум ги купил кој знае зашто, затоа што не знам биле на попуст или зашто некој ми препорачал книгата, сум прочитал 20 страни и ене ми ги у библиотека. И сега ќе морам и од нив да се отарасам. Значи да се отарасам затоа што сето ова трупање на нешта, на добра, мене ме гуши и тебе те гуши и ни ги гуши нашите животи. Она што е значено, она што е повик на Библијата е повик на едноставност. Повик на едноставност во едно комплексно и комплицирано време, повик на едноставност во време во кое што многу нешта нас не се достапни. Достапни ни се со едно шетање, достапни ни се со 2 клика на интернет, значи живееме во време на неверојатна достапност на нештата. И повторно овие наши шкафови, овие наши подруми, гаражи, овие наши животи стануваат преполни со нешта затоа што нештата се достапни. Ама тоа е само еден дел од приказката. Нештата стануваат такви и ни ги гушат нашите животи не затоа што ние од денеска се наоѓаме во некакви продавници или затоа што си зимаме работи, туку заради тоа што Библијата тоа клучно ни го кажува. Нашите срца имаат потреба, имаат алчност и сакаат секогаш нешто повеќе без разлика дали таквото нешто ни треба. И тука не зборам само за финансии. Сега јас сум свештеникот и ќе ви кажувам, ама ти многу сакаш пари и тоа не е добро, бла. Значи тоа не ми е целта на ова што го зборувам денес. Нашите животи дури пошироко гледани се преполни со нешта, преполни со активности
кои што едноставно не се добри ни за нас, ни за нашите семејства, ни за било кого реално. Во нашите животи многу е лесно да земеме еден проект и да земеме уште еден проект и да земеме уште еден проект и уште еден проект и уште еден проект и на таков начин животот да не биде пребукиран. Да немаме време за себе, да немаме време за семејството, да немаме време за Бога. Оно што е за мене најфасцинантно е дека дури и ние кои што сме професионални христијани, како што сум јас, а тоа значи дека сме христијани барем 8 часа на ден и дека за тоа земаме плата, значи дури и ние можеме од премногу проекти и од премногу активност да си го нарушиме нашиот однос со Бога, со ближниот и со себе си. И тоа многу често се случува. И тоа е еден страшен парадокс на оваа моја професија. Менуваме престиж за повик, имаме повици во нашиот живот, имаме длабоки желби и длабоки копнежи и во исто време во нашето срце се јавува престиж, се јавува алчност за статус, се јавува, како да кажам, дури нездрава, психотична желба за себе потврдување и ние трупаме работи, се до оној момент до кога или ќе прегориме и ќе доживееме прегорување комплетно во нашиот живот, во кој што ниту ние функционираме со сами себе, ниту со семејството, ниту па во нашиот однос со Бога. И имаме ситуации во кои што веќе немаме како и немаме како понатаму. И сум имал такви 2-3 ситуации во животот, од премногу работа, од премногу земање на проекти кои што сум мислел дека се битни и сум мислел дека се значајни и сум се излажал и сум дошол во ситуација на умртвување. И знаете што? Животот со Бог не може да биде мртвил. И не може да биде исцрпеност, и не може да биде летаргија во таков некој смисол, предизвикана од немање на енергија. Напротив, оно што го гледаме кај Христос во Евангелијата е еден неверојатен елан и виталност и динамизам. И тоа е всушност еден знак, дека јас и ти сме пренатрупани со проекти, пренатрупани со кариерна алчност, си викаме леле, уште ова работно место, уште ова повишување или само ова да го направиме или само оно. Значи, еден знак е дека ние сме целосно исцрпени. И дека ние веќе немаме љубов за Бога и немаме љубов за ближниот, немаме љубов за нашето семејство, тие се на некој 10-то место, немаме љубов за самите себе. И без љубов секој човек гасне. Она што не треба да го направиме е кога ги гледаме нашите шкафови, нашите, не знам, подруми, станови, тераси, животот кога си го гледаме препон со работи, нешто што реално нема да помогне, односно само ќе ги одложи нештата, е ние да имаме само формален пристап и да кажеме, знаеш што денес ќе расчистам или ова недела ќе чистам и ќе исчистам и ќе има нешто добро у тоа. Онака издивнуваме и си викаме леле колку е сега подобро, не знам, се движиме поинаку, функционираме поинаку. Таков тип на формализам никаде нема да не одведе. Затоа што тоа што ние го искусуваме како форма, тоа што ние го искусуваме како пренатрупаност во нашиот живот. Пак ќе кажам, без разлика дали станува збор само за материјални добра или дури вакви нешта, концепцијски нешта, проекти или што и да се, повторно ќе ни дојдат на маса заради тоа што проблемот кој што Библијата секогаш го идентификува како клучен е моето и твоето срце. Ако ние не дозволиме Бог да го промени нашето срце, ако промената не потекне од нашето срце, ако ние во нашето срце не дојдеме до едноставност, и денеска ово што сакам да го зборувам, ово што веќе го зборуваме всушност, да ја замениме навиката на комплексност и алчност со едноставност, да замениме таа алчност во било која сфера од нашиот живот со едноставност. Ако тоа не дозволиме Бог да го направи во моето и во твоето срце, ние само ќе живееме на циклуси на трупање и чистење, без да доживееме посериозна разрешница и посериозен, како да кажам, посериозна една благосостојба на лично, на семејно ниво. И затоа Библијата цело време вели срцето, затоа што од таму ние живееме. И кога вели срцето, мисли на она јадро од кое што ние го живееме животот.
Тоа е срцето за Библијата. Значи не е оно физичко срце, не збориме за кардиологија, зборуваме за едно внатрешно јадро, за еден внатрешен наш идентитет, за наше јаство, од кое што ние понатаму ги живееме нашите животи. И оно што за мене е фасцинантно тоа е фактот што овој текст кој што го читаме во Матеј 4 глава. Оно што за мене е многу фасцинантно е што Исус на најдлабоките сомнежи кои што во овој текст му ги упатува ѓаволот. Најдлабоките премрежија, значи себе испитување, на најдлабоките нешта одговара со наједноставни реченици. И тука не сакам повторно да потенцирам, видите колку Исус убаво се изразува, многу едноставно се изразува. Едноставноста на зборовите во животот на Исус е израз на едноставноста во неговото срце. Не недостасува ни еден збор и нема зборови вишок. Тој точно знае каде е неговото срце, знае точно кој е неговиот идентитет, дека тој е Син Божи со мисија на оваа земја да го врати човештвото назад ке Бога, и тој затоа нема дилеми, затоа што неговото срце е на место, затоа што неговото срце е едноставно. Затоа тој нема дилеми кога се соочува со неговите искушенија. И знаете што? Јас навистина верувам дека живееме во времења во кој што ова нешто за кој што јас зборувам денес, ова нешто за кој што ни зборува Библијата и го имаме како сведоштво во оваа 4 глава на Евангелието според Матеј, е всушност големо предупредување за нас. Особено за нас кои што сме следбеници на Христос. Дека ние без едноставност на срцето, без да разбереме што е суштина во нашите животи, имаме многу мали шанси да обстанеме и да еден ден бидеме во Царството Божјо. Што значи да живееме живот со едно вечно постоење заедно со Бога. Без таква едноставност, верувам дека таквото нешто речи си невозможно. И кога Исус зборува во ова Евангелие според Матеј и зборува за проповедта на гората, и кога зборува за токму за тие грижи, кога зборува за големите наши македонски прашања, што ќе јадете и што ќе пиете и што ќе облечете, нели секој ден тоа е најбитно, леле што ќе се јаде ден. Таа паника на леле што ќе се јаде денеска, леле што ќе се носи на таа прослава или не знам на свадба, или што ќе се носи на ваму, или леле со кого ќе се гледа Евровизија. Сите тие нешта Исус ги адресира и ни зборува за еден фокус, кој што значи поедноставување на нашиот живот, затоа што значи поедноставување или чистење на нашето срце, на моето и на твоето срце. Слушнете го ова. Евангелие според Матеј, 6 глава, 33 стих. Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и сето ова, и мисли на облека и на сите оние други нешта, сето ова ќе ви се придодаде. Барајте го најнапред царството на Бога. И зошто Исус можеше да биде вака стамен во неговите искушенија и да дава едноставни одговори, затоа што во неговото срце, во неговиот идентитет, централното место го имаше Бог и Божјото царство. И затоа немаше дилеми. И Исус денес не повикува, Христос денес не повикува нас. Не повикува да си го поедноставиме животот, со тоа што најнапред ќе го бараме Божјото царство, Бога и неговото царство и правда, и се друго ќе ни се придодаде. И оно што е значено е следново. Не сакам да ме разберете погрешно, затоа што многу често ние со нашето срце кое што бара се и бара многу, верата ја подразбираме на еден инструментален начин. Што тоа значи? Дека самиот Бог не е тој што е најважен. Значи самото царство не е тоа што е најважно, туку нас Бог и молитвите и црквата и Библијата и сето тоа што го правиме ни значат затоа што ќе ни овозможат да си ги оствариме своите амбиции. И многу често луѓето од црквата се одат не заради тоа што не веруваат во тројството, не за тоа што не знам Библијата им е претешка за разбирање, туку од една едноставна причина.
Една едноставна причина заради која што јас и ти му вртиме грб на Бог. Ние сметаме дека ние треба со Бог да живееме за да си ги оствариме нашите работи. Вистината е сосема спротивна. Кога ние живееме со Бог, и ова е покана за мене и за тебе. Кога ние живееме со Бог, кога бараме Неговото царство, кога бараме Неговата правда, значи што значи да го бараме Неговото царство и Неговата правда? Тоа значи Бог и Неговото царство да бидат фундаментален центар на мојот и на твојот живот. Самиот Бог како личност, не како идеологија, да се разбереме. Самиот Бог како личност кој што го искусуваме во молитва, кој што го искусуваме преку Светото писмо, кој што го искусуваме во црквата, во заедницата, кога Бог е во центарот на мојот и на твојот живот. Тогаш работите кои што ги кога тоа го бараме, кога Божјото царство го бараме, тогаш слушате ме добро, работите кои што ги бараме ќе ни се дадат. Повторно не сакам да ме разберете погрешно. Значи кога ние го бараме Божјото царство и тие вредности, кога тоа е во центарот на нашиот живот, тогаш ние што и да побараме ќе ни се придодаде и тоа е Божјото ветување. Зошто? Затоа што тогаш нашите најдлабоки копнежи ќе бидат рафинирани, ќе бидат прочистени. Затоа што нашите најдлабоки амбиции ќе имаат трансформација, ќе доживеат неминовна трансформација. Затоа што ние од позиција на егоцентричен живот, во кој што само ние сме си најважни, јас сум си најважен во мојот живот и никој друг не ме интересира, од таква една позиција ние ќе почнеме да градиме живот на љубов кон Бога, љубов кон ближниот и љубов кон самите себе си. И од таквата љубов ние реално ќе можеме да живееме животи кои што се едноставни. Едноставни. Љубовта ќе биде критериум. И љубовта кон Бога ќе биде критериум и желбата да се живее живот за кој што тој нас не создал. И затоа ова што денес го зборувам е она што Дјухи го зборува во однос на промена на навик. Промена на навика на алчност од која што произлегува комплицираност и непотребна комплексност, задушување на мојот и на твојот живот. И таквото нешто да го поедноставиме со тоа што ние ќе му дозволиме на Бога да влезе во нашето срце, во одаите на нашето срце во кој што можеби ние не сакаме да влеземе. И да му дозволиме да не чисти. И кога ние зборуваме за тоа добро, а што тоа значи, како ова изгледа, Библијата не остава нас без водич. На многу места, затоа и ме слушате, инсистирам на интеракција со Библијата, како што зборувавме минатиот пат, за да можеме да знаеме кон што се стремиме, зашто Библијата не е само некаков говор за вечноста, за бескрајноста, за некои такви големи термини кои што многу често не можеме да ги разбереме во нашиот секојдневен живот. Напротив, Библијата има конкретни нешта и не повикува на тоа како еден човек кој што најнапред го бара Царството Божјо, какво срце треба тој да има, какво срце треба јас и ти да имаме. И тука сакам да го прочитам два стиха кои што се наоѓаат во Новиот Завет, кој што ги напишал Павле во посланието до Галатјаните, 5 глава, 22 и 23 стихи вели вака: а плодот на духот, и кога вели плодот на духот, се мисли плодот на токму тоа царство кое што преку Божјото присуство и преку наш живот со Бога доаѓа во мене и во тебе. И вели: а плодот на духот е љубов и радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Против таквите вели нема закон. И кога ги читаме овие нешта, ова се нештата кои што цели индустрии ги знаат дека се наши најдлабоки копнежи. Маркетинг агенциите знаат дека дека ова се нашите примарни желби. Желбата за љубов, желбата да имаме радост во нашиот живот, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. За секој еден од овие зборови можеме многу да кажеме и повторно ќе кажам Галатјаните 5 глава 22 и 23 стих, прочитате ги дом и чисто направете си една проверка. Каде можеби тој плод е присутен кај вас или каде можеби го немате, ама многу копнеете. И оно што е најфантастично, оно што сакам да ви го кажеме следново.
Бог тоа ни го дава. Бог таквите карактеристики ни ги дава кога ние најнапред го бараме Него и Неговото царство и правда. И оакви нешта, длабоки нешта, нас ни се додава. И јас сметам дека животот кој што вака се живее, животот кој што е полн со љубов и со радост и со мир и со долготрпеливост, со кротост, со воздржливост, дека е бесценен, дека нема цена. И дека многу наши потраги реално ќе завршат или ќе почнат да привршуваат во моментите во кои што ние ќе почнеме реално да живееме со Бога. Секојдневно. Ова што го читам е за мене клучен поттик да го барам Бога секој ден. Ова што го читам е всушност едноставноста која што неминовно ќе се прелее. Неминовно ќе се прелее. И на материјалната состојба во која што ние се наоѓаме. Со тоа што нема веќе да сметаме дека една нова ствар може да ни ги обезбеди овие работи, дека еден нов шопинг не може да биде клучното решение за радост и љубов и мир и благост и добрини, сите овие нешта кои што ние ги посакуваме. Дека овие нешта се наоѓаат во животот со Бога. Животот со Бога, кој што јас и ти уште денес можеме да започнеме или уште подлабоко да го живееме.